Услови за уставни измени нема. Имаме недостиг на доверба и недостиг на кредибилитет во однос на испораката кон нас како држава. Оваа порака ја упати денеска шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски по средбата со генералниот секретар на Советот на Европа Алан Берсе. Министерот за надворешни работи истакна дека Македонија работи на реформите. Реформската агенда продолжува да си ја работи својата домашна работа и имплементацијата на европските вредности. Сакам да бидам кристално јасен. Во овој контекст, нашата држава не е подготвена за уставни измени. Има недостаток на доверба и недостаток на кредибилитет по однос на испораката спрема нас како држава. Така да, во овој момент услови за уставни измени нема и владата не е подготвена да превземе било каков чекор кон уставни измени. Дали ние правиме конкретни работи поврзани со нашата европска перспектива, не сакам да бидам репетитивен, бидејќи ова е тема што е многу актуелна во последниот период, да правиме. Во однос на тоа дека денеска се очекува да биде врачен мандатот за составување на влада во Бугарија на Румен Радев, Муцунски рече дека негова цел не е ниту да рецензира резултати од избори, ниту да рецензира изјави што доаѓаат од Софија, бидејќи како што посочи би навлегол во тугиот наратив. Недостатокот за волја за таков диалог имаше од страна на соседна Бугарија при постоење на една претходна политичка влада. Јас се надевам дека има свест во Софија дека европската перспектива за нашата држава е значајна за целиот регион. И да нема таква свест и да не се развие таква свест, тоа не значи дека ние размислуваме за некоја алтернатива, не, ние ќе си продолжиме на патот на реформите. Во врска со спроведувањето на одлуките на Европскиот суд за човекови права, кои Бугарија не ги спроведува, генералниот секретар на Советот истакна дека постигнат е одреден напредок во последниве 12 месеци и кажа оти прашањето ќе го разгледа комитетот на министри порано оваа година со цел спроведувањето на одлуките да стане реалност. Многу е важно не само во Европа да имаме одлуки кои ги носи Европскиот суд за човекови права, па да имаме и спроведување на истите. Кога станува збор за Бугарија, имаме серија на одлуки кои не се извршени се уште и работиме на тоа. Имаме еден напредок, би рекол, во последниот месец. Тоа бара малку време, но важно е тој процес да биде и стабилен, затоа што знаеме дека само едно символично решение не е доволно, треба да биде навистина солидно тоа и во однос на забраната за влез во Бугарија на 10 години на адвокатот Тони Менкиновски, кој ги застапува македонците од Бугарија пред Европскиот суд за човекови права. Берсе кажа дека не може да коментира конкретен случај, но вели заштитата на адвокатите е од суштинско значење во едно општество.